Да, како што најави синоќа премиерот Никола Груевски, денеска се одржа вонредна владина седница во Скопје, на која што беше донесена одлука веднаш да излезат екипи на терен кои што треба да утврдат колкава штета е предизвикана на терен и на сите оние семејства кои што претрпеле штета од ова невреме да им биде исплатена еднократна парична помош во висина од 30.000 денари. Премиерот најави дека дополнително ќе се врши точна проценка на што се е утврдено откако ќе биде расчистен целосно теренот овде во Шипковица, во Речица, во останатите села кои што беа зафатени од силното невреме вчера попладне. Нема да можам да поминам од овде, затоа ќе морам за кратко. Значи, премиерот Никола Груевски на денешната владина седница им се заблагодари на сите оние кои што испратиле помош на терен овде во Шипковица. Меѓу нив беше и општината, односно градот Скопје, кој што испрати екипи како дел од противпожарната единица со пумпи кои што влечат вода на терен. Благодарност до нив упати и градоначалничката на Тетово Теута Рифи. Предлагам да го погледнеме прилогот во однос на тоа како ќе им биде помогнато на сите оние луѓе и како владата одлучи да се работи на теренот во Шипковица. Специјална владина комисија ќе ја проценува штетата по силното невреме кое вчера го зафати Тетово. Владата на специјална седница денес усвои серија мерки кои треба да помогнат на граѓаните по вчерашната катастрофа во Тетовскиот регион. Беше формирана специјална владина комисија која што веднаш излезе на терен, значи во рок од 1 до 2 дена ќе изврши проценка за тоа каде Да, верувам дека гледачите можат да забележат дел од жителите на Шипковица во моментов бараат помош од медицинските лица. Предпоставувам дека се работи за дете кое што го носеа на раце. Верувам дека ќе успеат да пронедат помош од страна на екипите на итната медицинска помош кои што се стационирани овде на влезот во Шипковица. Се извинувам да ве прашам, ќе може ли да добиеме информација што се случи? Не го видов што беше човек болен, не знам. Така. Значи тоа е сликата од Шипковица попладнево, сите бараат помош оние на кои што им е најпотребна. Како што реков, предпоставувам дека ова беше дете за кое што беше неопходна помош. Жителите на Шипковица го пренесоа на раце до пунктот на итната медицинска помош која што е поставена овде на влезот во Шипковица. Предлагам да продолжиме со прилогот во однос на она што го најави владата по одржаната вонредна седница. Иван, да останеме уште малку на терен, имаме време за прилогот. Можете ли да се доближите, да изразиме надеж дека може би е најдено девојчето кое се води за исчезнато? Не, латас не се работи за пронајденото исчезнато дете со оглед на тоа дека бара помош од медицинските екипи. Јас уште еднаш ќе направам обид, се извинувам. Да ве прашам, имате ли информација што се случило? Една жена што го изгубил ќерката и сега му е паднал и го носат тамо. Се работи за девојчето кое што е исчезнато, мајката на девојчето? Не, мајката на девојчето што е изгубено тамо, го погробиме денеска и сега она го е, како те кажем, од жалост и сега го истераваме да го носиме од Тетово. Не знам што се случи тако. Ви знаете како е тоа. Да изгубиш детето, тоа е лошо. Како се снаоѓате овде на терен? Гледам дека имате повреди. Има ли кој да ги санира повредите? Има. Донесал владата, донесал сите можности. Фала на све. Нема што да се да се жалимо. Нема ништо да се жалимо. Има ли некој апел да упатите? Ви треба ли нешто овде во Шипковица? Нас ќе треба една хитна помош да го имамо за 24 часа тука да биде. 24 часа треба, ево иде жена, например, немамо како да го носимо со приватни коли, не е тачно. Да му дамо една помош прво тука и после да го носимо у Тетово. Него тако не е добро. Сега отишол, бил тука и пошла тоа идна помош. Али треба да буде 24 часа тука. Ако не, тој
да се Да, еве еден апел до службите да испратат. Јас ви благодарам за одвоеното време, ќе ве оставам да си работите. Лата себе тоа информацијата Добро, за Иван. чи станува збор за мајка на едно од децата кои што го загубија животот во оние време. Добро.